Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите последното издание на Дневникот. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Министерката за култура Канческа Милеска го посети Табановци и го пушти во употреба објектот за продажба на сувенири и друг вид културно-туристички промотивен материјал. Велјановски на средба со новоименуваниот амбасадор на Австрија Ренате Коблер. Унгарија ќе ги регистрира сите бегалци кои ќе поднесат барање за азил. Македонската кошаркарска репрезентација го доживеа четвртиот пораз од Словенија на Евробаскетот во Хрватска. Министерката за култура Елизабета Канческа Милевска денеска беше во посета на граничниот премин Табановце, каде отвори сувенирница. Станува збор за 20 унифицирани монтажни објекти наменети за продажба на сувенири и друг вид културно-туристички промотивен материјал, што ќе овозможат поголема промоција на културното богатство на нашата земја во пошироки рамки. Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канческа Милеска заедно со директорката на Национална установа Музеј Куманово Анита Цветановска и пратеникот Зоран Ѓорѓиевски на граничниот премин Табановце свечено го пуштија во потреба објектот за продажба на сувенири и друг вид културно-туристички промотивен материјал. Овој монтажен објект е дел од проектот на Министерството за култура за изработка, поставување и ставање во функција на 20 унифицирани монтажно-демонтажни објекти предвидени за ваква намена. Како што најави министерката Канческа Милеска, во овој монтажен објект сите посетители кои поминуваат низ овој простор ќе имаат одлична можност да купат културно-туристички промотивен материјал, што ќе го понесат со себе како автентичен сувенир од ова место и од Република Македонија. Јас се надевам дека оваа сувенирница, како и претходните, навистина успешно ќе функционираат и ќе работат. Тие се отворени од 10 часот до 18. По зависност и од интересот може и да се продолжи работното време негде до 22 часот. Тоа ќе си го види интересот и самата институција. Се надевам дека ќе имаат голема продажба и ние, се разбира, преку нашата надлежна институција Музеот на Македонија, континуирано ги надополнуваме сите продадени сувенири со нови сувенири, но самата институција, како што каже и директорката, они ќе се потрудат и преку својата институција да изработат и нови вредни копии од артефакти кои што ги пронаоѓаат и на самиот локалитети кои што се наоѓаат во Куманово и Кумановскиот регион, што е многу значајно и да се продаваат автентични сувенири за самото место каде што и е отворена оваа сувенирница. Директорката на Музеј Куманово Анита Цветковска вели дека во суверницата има копии од артефакти кои се најдени на сите археолошки локалитети и дека посетителите ќе можат да најдат привезоци, служувалки, магнети и многу други сувенири. Со ова се надевам дека ќе успееме да го и ќе има многу и друг културно-промотивен материјал. Со ова се надевам дека ќе успееме да ги анимираме сите оние кои што излегуваат од Република Македонија, нашите граѓани, кои што на заминување од Република Македонија ќе понесат нешто автентично од нашата земја. Исто така би сакала да кажам дека една од стратегиските определби на владата на Република Македонија е промоција и туризм и развој на туризмот, па се надевам дека со оваа сувенирница, со продажба на ваквите сувенири и ние ќе допринесеме во тој правец. Пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Зоран Ѓорѓиевски смета дека одамна требало да има ваков трговски објект на граничниот премин. Чест ми е што присуствувам на отворањето на оваа сувенирница, за која, да бидеме искрени, имаше потреба многу години наназад, со која ќе се промовира македонската историја и Македонија како земја на повеќе етникуми и култури кои датираат во континуитет со векови наназад. Чест ми е што бев на ово отворање и што успешноста од работењето на ваквата сувенирница имавме чест со министерката да започнеме први. Министерката најави дека се завршени истражувањата на Кокино и Градиште, а екипи од Музеј Куманово ќе работат на Костоперска карпа и црквиште. Се конзервираат 72 икони од црквата Свети Никола, ќе се работи на конзервација на манастирот Забел и до година ќе се санира манастирот Карпино, до каде треба да се изгради пат долг 6 километри. На денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Куманово, кој се одржа во селото Проевце, беа истакнати голем број проблеми со кои се соочуваат жителите на овој крај. Тие го обвинија градоначалникот Зоран Дамјановски за лажните и неисполнети ветувања.
Зоран Дамјановски е градоначелник кој не ги остварува своите ветувања и кој не стои на својот даден збор пред граѓаните. За Зоран Дамјановски граѓаните на Куманово постојат само неколку месеци пред изборите кога му требаат гласови. Куманово се дави во проблеми. Граѓаните на Куманово се соочуваат со голем број на нерешени барања, а Зоран Дамјановски не ги реализира дадените ветувања. Населбата Проевце е еден од многуте примери кои сведочат за неодговорното владење на Зоран Дамјановски, за нерешените основни проблеми и за неостварените ветувања на Дамјановски. Проевце во 2015 година се соочува со огромен број на проблеми. Граѓаните во оваа населба живеат како во 19 век, а Дамјановски свесно и смислено ги игнорира граѓаните од оваа населба и ги третира како граѓани од втор ред. И после повеќе години владење на Дамјановски, Проевце се уште се соочува со основните проблеми, со неизградената патна инфраструктура и со огромни проблеми во водоснабдувањето. И додека граѓаните на оваа населба се соочуваат со овие проблеми, Зоран Дамјановски без ни малку срам и одговорност продолжува со неговата негрижа кон граѓаните и неговото неработење. Тука во Проевце Дамјановски го нема реализирано своето ветување за изградба на патот од Проевце низ Бејтеви ниви до маркетот Туш. Овој пат Дамјановски го ветуваше пред изборите, но заврши изборите и толку беше од патот и од Дамјановски. Зоран Дамјановски ги вети овие проекти, но како и многу пати досега покажа дека за него дадениот збори ветувања се алатка за манипулација на граѓаните и за остварување на негова лична корист. Овие неисполнети ветувања на Дамјановски се јасен пример и доказ дека Зоран Дамјановски е човек кој не стои на зборот и кој не работи за интересите на граѓаните. Овие неисполнети ветувања за Проевце се доказ за тоа како Дамјановски гледа на граѓаните на Проевце и како бесрамно овој човек ги лаже своите сограѓани. На Куманово му е потребен градоначелник кој ќе ги решава проблемите и кој ќе ги почитува граѓаните. На Куманово му треба градоначелник од збор, кој ќе ги исполнува дадените ветувања и ќе ги реализира проектите кои се за добро на граѓаните. Го повикувам градоначалникот Дамјановски да прекине со поделбата на граѓаните и конечно да се зафати со решавање на проблемите и реализација на неговите дадени ветувања. Никој, а посебно не градоначалникот, нема право и не смее да ги дели граѓаните. Сите ние сме граѓани на Куманово кои имаат право на општина кој ќе биде сервис на граѓаните и кој ќе ги решава основните проблеми на граѓаните. Жителите на Проевце пред нашата камера рекоа дека се целосно заборавени од градоначалникот, а воедно го истакнаа огромниот број на нерешени проблеми кои им го отежнуваат секојдневниот живот. Видиш, ми смо заинтересирани најши што смо имале, очекувале смо на Бејту, за Бејту и мошче е проваѓало, горе Карши спортско сало. Они ни ga затвори, обеќа и он и на свак начин. Обеќа ќе направи железен мост од Проевце доле не е употребен, што не е затворене, да го донесе тој. И тој ништо не работи. Според малу историја, Проевце датира од 1519 година. Значи, од тогаш до сега, како што гледате, населението се зголемило. А инфраструктура е останала иста, едино струја што има. Тоа е едно. Кои проблеми Проевце ги бара? Не бараме аеродроми, хелиодроми или не знам што. Бараме основно што ни треба. Значи, пат, инфраструктура. Никакове. Појдете од влезот на Проевце, мост што го имаме. Значи, како прво ограда нема. Тука деца проваѓаат во школа, може да паднат. Ограда нема, мостот испокршене. Второ, улаз на Проевце, асфалт е ископан, водовод ga ископа, ни намести асфалт ни ништо, кола кршимо. Трето, од друго место, Митев мост што е? Значи, сум бил во Тетово, Струмица, Скопје, секаде има кружен ток. Митев мост нема кружен ток. Значи, од таму е Проевце заградено. И од оздола, и од таму, од Бејтева нива. Патот снимајте го да видите како е. Како праисториско време.
Националната установа Центар за култура Крива Паланка за деновиве нуди богата и интересна понуда од ликовната и филмската уметност. Вечерва љубителите на сликарството ќе имаат можност да уживаат во изложбата на дело од членовите на ликовното студио при Домот на култура, додека на 11 и на 12 септември на репертоарот се 3D филмските проекции. Вечерва во галерискиот простор на Кривопаланичкиот дом на културата со почеток од 19 часот и 30 минути ќе биде отворена четвртата изложба на цртежи и слики од членовите на ликовното студио при Национална установа Центар за култура. Локалната публика ќе има прилика да ги погледне делата на талентираните ентузијасти од градот, кои се дел од студијето на чело со реномираниот академски уметник Роберт Цветковски. Во петок и сабота, 11 и 12 септември, во киносалата ќе биде поставено мобилно 3D кино. На репертоарот се филмските остварувања Змејовото гнездо, синхронизирано на македонски, со почеток во 17 часот, Хитмен Агент 47 со почеток во 19 часот и Лавиринт Бегство низ пустошот со почеток во 21 часот и 15 минути. Цените на влезниците чинат 150 денари. Патничко возило марка Форд со кумановски регистарски ознаки управувано од лицето ДС било оштетено во местото Паралија, јавува Министерството за внатрешни работи. Таблиците на собственикот на возилото му били испрскани со црн спреј во делот на ознаката МК, како и дел од предниот и задниот браник покрај таблиците, при што е прекриена ознаката МК. Инаку, како што информира Министерството за внатрешни работи, изминатиот период граничната полиција евидентираше неколку случаи на оштетување возила на македонски државјани кои летувале во Република Грција. Станува збор за 4 случаи пријавени на граничниот премин Богородица во периодот од 28 август до 8 септември оваа година. Што информираат од Министерството за внатрешни работи во текот на раните утрински часови околу 1 часот од медицинскиот центар Куманово до секторот за внатрешни работи Куманово било пријавено дека кај нив е донесено лице мигрант од Пакистан кој имал телесни повреди во пределот на главата, најверојатно нанесени од остар предмет. Медицинските лица веднаш му укажале помош на повредениот, при што бил припратен во клиничкиот центар во Скопје. Полицијата превзема мерки за целосно расчистување на случајот. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски денеска уствари протоколарна средба со новоименуваниот амбасадор на Австрија Ренате Коблер. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски оствари протоколарна средба со новоименуваниот амбасадор на Австрија Ренате Коблер. Двајцата соговорници, како што соопшти кабинетот на Велјановски, изразиле надеж дека успешната соработка која Собранието на Република Македонија ја имало со претходните амбасадори ќе продолжи и во иднина. Амбасадорката Коблер истакнала дека амбасадата на Република Австрија подготвена да помогне за натамошно интензивирање на парламентарната соработка меѓу двете земји на сите нивоа, како ниво на председатели на парламенти, така и на ниво на парламентарни комисии и пратенички групи за соработка. Председателот Велјановски истакнал дека двете држави имаат одлична соработка и од Република Македонија е благодарна на поддршката што ја добива во однос на предизвиците со кои се соочува на патот на евроинтеграциите. Двајцата соговорници се согласиле дека интеграцијата на земјите од Западен Балкан е од особено значење не само за регионот, туку и за Европа во целина. На средбата е разговарано и за тековните активности во Собранието и моменталната политичка ситуација во Република Македонија. Велјановски ја потенцирал отвореноста на Собранието и неговиот кабинет за сите нови идеи за соработка и континуирана комуникација со амбасадата на Република Австрија. Потенцијалот за инвестирање во слободните економски зони и билатерална соработка меѓу Грција и Македонија беа во фокусот на настанот кој вчера бил организиран од страна на Трговската и индустријската комора на Солун и Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Македонија. Како што јавија грчките медиуми на настанот говори македонскиот министер задолжен за странски инвестиции Джери Наумов, која представил Македонија како бизнес рај, а во своето обраќање председателот на Солунската комора Димитрис Бакацелос ги навел меѓу другото изгледите за соработка меѓу двете земји.
Постојат многу можности за продлабочување на соработката меѓу двете земји. Македонија нуди пријателска бизнис средина која е привлечна за многу инвестициски иницијативи, додека Грција е зрела економија која може да се смета како врата за влез во Европската Унија, а во исто време нуди значителни можности во многу сектори како што се туризмот, транспортот и енергијата, рекол Бакацелос. Тој нагласил дека бизнис заедниците на двете земји имаат развиено добра економска соработка, која може да се надогради со цел понатамошно зајакнување на трговските и економски односи меѓу двете земји. Наумов во својот говор ги истакна предностите на Македонија за привлекување странски инвестиции, потенцирајќи ги исклучителните поволности, како што се слободните зони и најниските трошоци за работење во Европа, данок на добивка од 10% и 0% за реинвестирана добивка, јавуваат грчките медиуми. Унгарија ќе ги регистрира сите бегалци кои ќе поднесат барање за азил, а сите оние кои ќе бидат одбиени ќе ги врати таму од каде што се дојдени. Со интензитетот 4,9 степени според Рихтеровата скала регистриран е земјотрес во Егејското море во близина на турскиот град Измир. Десетици илјади јапонци се евакуирани, а стотици илјади добија наредба да ги напуштат домовите по големото невреме што го зафати централниот дел на земјата. Ова се вестите од светот. Сите бегалци кои ќе поднесат барања за азил ќе ги регистрира Унгарија, а сите оние кои ќе бидат одбиени ќе ги врати таму од каде што се дојдени, изјавува шефот на унгарската дипломатија Сијарто. Тој оценил дека оградата која Унгарија ја подигнува на границата со Србија е ефикасна, бидејќи без нејзе зелената граница би била сосема отворена. Според него Будимпешта постапува согласно прописите на Европската унија, па апсурдно е поради тоа да биде критикувана од страна на Брисел. Тој додал дека Унгарија не го поддржува системот на квоти за прифаќање на бегалците за која се залага Европската комисија, поради тоа што смета дека политиката базирана на обврзувачки квоти е осудена на пропаст. Денеска е регистриран земјотрес со интензитет од 4,9 степени според Рихтеровата скала во Егејското море во близина на турскиот град Измир. Земјотресот, чиј епицентар бил на дното на Егејското море, се случил околу 11 часот по локално време. За сега нема информации за жртви или за предизвикана материјална штета. Десетици илјади јапонци се евакуирани, а стотици илјади добија наредба да ги напуштат домовите по големото невреме што го зафати централниот дел на земјата. Бурата предизвика големи материјални штети, лизгање на земјиште и големи поплави. Илјадници жители се блокирани во домовите и од покривите бараат да бидат евакуирани со хеликоптери. Една жена се води за исчезната, 15 лица се повредени. Македонската кошаркарска репрезентација го заврши настапот на Европското првенство. Помалку неочекувано, но сепак на крајот останавме без разигрувањето во осми на финалето. Во решавачкиот дуел против словенците загубивме со 62-51 со слаба игра во текот на сите 40 минути. За жал, Македонија нема да ја гледаме во следната фаза од Евробаскетот. Очекувавме повеќе, но моменталната реалност е сосема поинаква. Наместо да од напревар во напревар да играме подобро, се случи спротивното. Дојде до пат на формата кога беше најпотребно. Ваквата слика ја видовме и на мечот со Словенија, каде повторно нашите кошаркари одиграа слабо и на крајот заслужено беа поразени. Се виде дека отсуството на Војдан Стојановски беше голем хендикеп и неговите поени ни недостасува во нападот. Целиот напревар словенците го одиграа подобро, додека нашите кошаркари само во еден момент намалија на 5 поени и тоа беше се што направија. Нерешива енигма за Македонија беше Драгич, кој уфрли 20 поени, додека кај Македонија се истакна Илиевски со 15 кошеви. После ова првенство веројатно ќе следи анализа за учинокот и преземање на соодветни чекори и во да не се повтори истото. Екипата на Интер и натаму планира да го засилува играчкиот кадар, а на новата желба на челниците е Весли Снајдер. За ова и за другите настани во вестите од меѓународен спорт. Според информациите кои доаѓаат од Италија и Турција, Интер наскоро би можел да го врати Весли Снајдер. Тоа би било големо засилување за тимот на Роберто Мачини, ако се знае дека холанѓанецот одлично го познава клубот со кој во 2010 година под водство на Жозе Мориньо ја освои Лигата на шампионите. Наводно, неуразурите веќе стапиле во контакт со Снајдер и Галатасарај во обид да го ангажираат фудбалерот во јануари.
Олеснителна околност за Интер е тоа што договорот на Снајдер со турскиот тим му истекува во јуни следната година, па во зимскиот природен рок би можеле да го ангажираат за мала сума на пари. Доколку не успеат, тогаш во летниот природен рок холанѓанецот би се вратил во Милано без обештетување. Неговата моментална цена изнесува околу 15 милиони евра. Председателот на Реал Мадрид Флорентино Перес им порача на челниците на Пари Сен-Жермен дека ќе мора да платат 1 милиарда евра доколку го сакаат Кристијано Роналдо. Во секој природен рок се лицитираат неверојатни суми на пари за кои португалецот би можел да го напушти кралскиот клуб. Парис најчесто се споменува како следна дестинација, а Перес на овој начин им порача на сите дека еден од најдобрите фудбалери на светот не е за продажба. Доколку ПСЖ го сака Роналдо, ќе мора да издвои 1 милиарда евра. Не сакаме да го продадеме во 2060 година. Тој има уште 3 години од договорот, изјави Перес за Кадена Копе. На тенискиот Гранд Слем во САД комплетирани се полуфиналните двојки во машка и женска конкуренција. Кај мажите во полуфиналето се пласира Федерер и Вавринка, откако неочекувано лесно ги совладаа Гаске, односно Андерсон, со 3-0 во сетови. Во второто полуфинале на Мегдан ќе излезат Џоковиќ и Чилич. Кај дамите во полуфиналето Италија ќе има двајца представници, Винчи, која ќе игра против Серена Вилијамс, и Флавија Пенета во дуел со Симона Халеп. Времето во Македонија облачно со врнежи од дожд и ветер од југоисточен правец. Еве какво време го очекува североистокот. Тоа беше се што подготвивме за денес. Јас ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.